Здраво, јас сум Катерина Илиовска, едната половина на Yes for Less, која ќе го води овој подкаст. Откако започнавме со нашата идеја, пред околу 3 години, ја оформивме нашата екозаедница и мрежа на 40 на зелени бизниси, запознавме многу луѓе кои секојдневно не мотивираат со она што го прават. Темите поврзани со заштита на животната средина најчесто се прикажани како црни, темни и кај многумина од нас предизвикуваат анксиозност и страв. Со овој подкаст сакаме да ви ги доближиме токму оние спротивните, инспиративни приказни на личности кои нашле свој уникатен начин да дадат придонес за одржливиот развој во нашата земја. Неизмерно сме благодарни на нашиот главен спонзор Прокредит банка, кој прв го препозна потенцијалот во овој проект и потребата да се зборува повеќе на овие теми. Заедно со нашите други поддржувачи, Саниленс и Пакомак, тие директно придонесуваат за подигнување на еколошката свест кај нас, како и за поттикнување и развој на зелената економија во нашата држава. Кликнете subscribe на нашиот канал за да сте во тек со наредните епизоди. Во денешната епизода, како гостин го имаме Ико Брдаровски од Пакомак. И за мене ова е една посебно интересна епизода, затоа што во последниве 3,5 години откако постоиме со Yes for Less, често зборуваме за рециклирање, намалување на отпад, селектирање на отпад и често ни стигаат прашања поврзани со рециклирањето и селектирањето на отпад во Македонија. И ние уште одамна имавме идеја да организираме некаква сесија директно со представник од Пакомак, меѓутоа не замислувавме дека ќе испадне баш во ваков, да речам, совршен формат каде што ќе може да одговориме на дел од вашите прашања. Така што да не должам, Ико, здраво. Многу ми е мило што си тука и најпрво би сакала да ти се заблагодарам од името на Yes for Less, односно да ви се заблагодарам што се наши спонзори, еден од трите спонзори на подкастот. Многу ни значи ова прва соработка и што го поддржувате овој проект на кој зборуваме за различни теми поврзани со екологија, од кои една е селектирањето и рециклирањето на отпад во Македонија. Здраво, Кате, здраво и на твојата другарка, партнерка, како да кажам, во оваа акција. И ние како Пакомак секогаш ќе ги поддржуваме сите нови, сите идеи, полни со ентузијазам, особено од млади луѓе, се со една цел да влијаеме на нашава околина, за да можеме да придонесеме да се смени начинот на размислување, на перцепција на она што го имаме и како треба да се однесуваме и да го чуваме тоа што е околу нас, за да ни трае подолго. Да. Поздрав до сите ваши слушатели и гледачи што се интересираат за овие теми и се надевам дека со овој разговор ќе им го задржиме вниманието и ќе влијаеме барем на еден мал дел од нив, па тие да пренесат на еден друг дел и така. Да, така функционираше и кај мене дома. Јас, мајка ми и татко ми, почнав да им зборувам, малце по малце. Сега мајка ми дури во село, кога одат, собира од таму лименки и шишиња, па ги носи во Скопје. Меѓутоа ќе спомнеме сега дека и вендинг машините стануваат се подостапни во сите градови, па нема да мора да влечка мајка ми лименки од Битола до Скопје. Па види, така е тоа. Така се почнува. Јас пред да се вработам во Пакомак, значи пред колку има веќе? Има 13 години, од 2012 година, скоро 13 години. Ја сакав природата, не фрлав ѓубре околу мене, меѓутоа не бев толку, како да кажам, преокупиран со тоа, знаеш. А сега него многу често кога ќе видам дека некој фрла отпад несоодветно на улица,
или ќе шета куќи и нема да си го собери изметот, што нема врска со рециклирањето, меѓутоа Да, сепак пак е заштита на е- животнава средина. Застанувам и ги опоменувам. И сега тука имаш од младиве, чеке тебе што ти интересира тоа. Да, Па и гледај си постари, твоја гледај си работа. твоја работа, мене не ми смета. И сега тука треба малце и едукативно, знаеш, Да. така да Да. Тоа добра е добра вежбанка е, знаеш, и за мене, меѓутоа и гледам дека она за психологијата моја да не изреагираш бурно, да се искараш луѓе, бидејќи не е тоа целта. Целта е да ги застрамиш од тоа што го прават. да. А тоа и дома се практикува секако, нели? И интересно е што децава дома наши кога гледаат дека ние дома го селектираме што одам на отпадот, па и кога ќе одиме на гости пренесуваат на Да. таму кај што одиме на гости, знаеш. Да, мислам дека децата се клучната алка во сите овие еколошки теми што ги зборуваме, мислам, нели, не сите се таргетирани кон деца, меѓутоа рециклирањето е онака нешто конкретно што ете може од мали да го прават без дури да знаат, не мора ни да знаат да зборуваат, може да го пикнат Па, шишето и да Да, види, нив треба прво тоа да им се направи, да им биде како игра, знаеш. Нас како Пакомак не викаат често за да кажеме наше мислење, да споделиме искуства и така натаму, ќе збориме за тоа. Еве сега последно, значи не викнаа да бидеме во комисија за под Министерството за одбрание за значи што да учат децава со содржината за децава од за од креирање на основното програмата за образование, еколошка да. едукација. Не дека ние ќе ја креираме, таму си има ефела, си има од академските институции, значи од различни факултети имаше представници. Меѓутоа ние како Пакомак ние сме компанија која што работи непрофитабилно, меѓутоа не викаат да споделиме и да кажеме наши искуства во однос на екологијата. И жалосно е што бидејќи јас следам децава наши што учат во основното образование, жалосно е што многу малку Нема се спомнува за екологијата. Да, во Еднаш природа и годишно- општество нешто. Еднаш годишно, два пати годишно, на денот на заштита на планетата Да, се Земја, на садат светскиот дрва. ден за рециклирањето и толку. Значи јас да сум министер за образование, тоа би го вовел еднаш неделно, два пати неделно, да се збори, да се со примери, со активно учество, значи да се се следат светски пракси, анализи да се прават како е во една земја, како е во друга земја за поголемите одделенија, значи малце и кои се последиците ако не го практикуваме тоа. Значи мора така. Се друго што ќе го учиме како последица од екологијата после 10 години е закаснето. Ние треба, што се вика, вчера да почнеме да размислуваме како да ја заштитиме планетава Земја, нели? Да. Затоа што сме и ние жители тука. Да. Да, се додека не дојде тој момент да биде повеќе инкорпорирано во образованието, мора или родителите да ги едуцираат своите деца или нели веќе кога се подпораснати тоа што има на социјални медиуми, мислам тоа и ние што пробуваме. Прво е да се зборува за темиве, затоа што ако не се зборува воопшто не е присутно и луѓето не ни размислуваат. Прво мора онака пред глава да им се врти за потоа да преземат некој чекор, да речеме. Види, родителите значи без исклучок тука, меѓутоа во денешново време, јас сега сум некоја генерација помеѓу, фатив јас малци од не од социјалистичките и комунистичките времења, меѓутоа моите родители знам како се однесувале во тие времења, јас сум учел тогаш факултет. И тогаш сме имале повеќе време, се завршувале со работа во 3 сат и после цел ден, цело попладне си може дома, да така може да посветиш повеќе време на децава. Сега попладнето поминува во трчање, ги носиш на една активност, на друга активност, доаѓаат дома, јадат, легнуваат. После кога ќе пораснат излегуваат, немаш многу време за разговор, значи кога ќе пораснат мислам од 7-8 па натаму. Така да во училиште поминуваат 5-6 сата, 7 сата. Така да тука е клучот по мене, според мене. Секако и дома треба да се збори, не можеме дома да бидеме инертни, да не ни интересира ништо, меѓутоа затоа што ако не зборат на училиште, многу потешко ќе се пренесе пораката и до возрастните.
а децата најлесно се учат и најлесно ја пренесуваат таа порака што еве и ние сега како компанија се обидуваме да ја пренесеме до нашите граѓани. И од најмалите до највозрастните. До највозрастните. Да. И сега бидејќи малце почнавме друга тема, ама ако релевантна. Добро, Да се вратиме значи на Пакомак. Најпрво сакам да прашам ако може да објасниш за гледачите кога настана Пакомак и што всушност е Пакомак, затоа што мислам дека на многу луѓе не им е јасно, некои може би мислат дека сте државна институција или невладина организација или наедноставно кои се Пакомак и од кога постоите? Пакомак постои од 2011 година, а со функција започнува од 2012 година. Има закон кој што е имплементиран во нашата држава и стапане на сила во 2012 година. Тоа е закон за управување со отпад од пакување. Значи целиот оној амбалажен отпад, таму се вика отпад од пакување, нели? И согласно тој закон треба оној кој што го испушта тој отпад, производителите што произведуваат производи што ги продаваат и од нивните производи што се генерира отпад со нивното користење, ние како потрошувачи, како население, и увозниците кои што увезуваат, значи производи кои што подоцна ги продаваат. Сега не збориме само за прехранбени производи, збориме и за шифонери, плакари, значи за било какви производи кои што имаат некаква амбалажа. Автомобили, тие имаат на седиштата заштити, значи секаков тип на амбалажа од било каков производ кој што крајниот конзумент го користи и таа амбалажа треба да ја одложи негде, тој закон ја третира. По тој закон најголемите сега во наводници да кажам фирми кои што загадувачи ги викаат, меѓутоа оние кои што создаваат амбалажен отпад, јас можам да кажам дека и најголемите општествено одговорни компании бидејќи се здружиле и оформиле фирма, тие се 11 компании, оформиле фирма како Пакомак за да менаџира со нивниот отпад кој што го пуштаат на пазарот, но законот вика дека може фирмата да менаџира и со отпадот на сите останати фирми во нашата држава. Значи колку има субјекти кои што има таква одговорност, значи да го пријавуваат тој амбалажен отпад кој што се генерира од нивното функционирање, за сите тие субјекти Пакомак стои на располагање за да го пријавуваат отпадот кој што го продале во нашиот систем. Например, ако продаат 10 производи, не знам, 10 тетратки, ако тие се спакувани во некаква амбалажа тетратките, треба да пријават да кажат дека со тие 10 тетратки пуштиле 500 грама хартија или најлонска фолија. За тие 500 грама тие треба да платат, тие што ги продаваат тетратките, и со тие средства Пакомак да организира систем на собирање на отпадот, едукација и да целото тоа да биде евидентирано согласно законските прописи, согласно тоа што ни го налага законот. Инаку Пакомак е приватна фирма, значи основана од 11 најголеми компании, кои што не делат профит. Тоа е многу важно да знаат луѓето. Значи ние сме непрофитабилна компанија и тоа го пише во законот. На почетокот, знам кога почнавме, сите мислеа дека сме продолжена рака на државата, дека сме инспекција, дека сме не знам што. Меѓутоа, Пакомак е непрофитабилна и нашата мисија првите години беше да ги едуцираме сите тие правни субјекти, значи фирми, да знаат дека со тоа што ќе членуваат во нашиот систем прават само општо добро за околината и за државата, но и се усогласени со законот, бидејќи ако не се членки на нашиот систем, законот вели дека треба тогаш сами да се грижат за својата амбалажа. Односно, ако продавате низ цела Македонија, треба сам да си ја збираш амбалажата. Сакав да го спомнам, тоа е всушност законот за проширена одговорност. Ете така. И тука сакав да спомнеш исто кои се трите опции што еден произведувач, нели, што креира амбалажен отпад, ги има. Тој закон дава три опции, како што кажа. Првата опција е да членуваш во фирма како Пакомак, што се вика колективен постапувач. Втората опција е сам да се погрижиш амбалажниот отпад да си го собереш од државата,
кај што Тоа од како кое би што изгледало во пракса? тоа е невозможно. Тешко, Тоа е невозможно, Треба да освен бараш кај е фрлен отпадот и некако тоа е единствено возможно, меѓутоа ми сега со новиот закон и таа опција е укината, ако твојот отпад завршува на едно место, па да си го собираш од тоа место, па да прикажеш колку си собрал и си однесол на јасно. рециклирање. Меѓутоа сега со промената на законот, бидејќи таа функција е на колективните постапувачи и тоа е оневозможено, така да секој оној кој што создава отпад треба да го пријави во систем на колективен постапувач. Или третата опција е да го пријавиш кон државата. Па државата да се покрижи тој отпад да се собери, да се рециклира. Че да платиш данок на Не да платиш данок, има надоместок за она што се вика надоместок за управување со отпад. Сега, тој надоместок, Пакомак, го прави за да биде најнискиот можен надоместок. Значи, фирмите да плаќаат најниско, да плаќаат најниската цена. Тоа е всушност и задачата на нашите основачи, бидејќи тие генерираат големи количини на амбалажен отпад, сакаат да плаќаат што е можно помалку за тоа, меѓутоа системот да функционира. Не сакаат да не платат, затоа што ако платат помалку од тоа што треба да платат, ние нема да имаме пари да купиме контејнери, да платиме да се соберат тие контејнери, да платиме да се однесе тој отпад собран на рециклирање и да ги едуцираме луѓето. Значи, системот е направен така да ја плаќаат основачите и сите членки на нашиот систем, бидејќи нема повластување тука, нема привилегии, сите плаќаат иста цена, од најмалите до најголемите, да плаќаат иста цена која што се одредува еднаш годишно. Тоа е само по количина, по килограм, метар. Тоа е по количина на амбалажен отпад кој што го пуштате на пазарот за месецот за кој што поминал. Инаку овој закон и не го измисливме. Овој закон е, можам да кажам, успешно преведен од напредните европски земји и адаптиран и усогласен на нашето законодавство и на нашите услови, меѓутоа во над 90% тој е многу сличен, да не речам ист, со европските закони. Така да ние не измислуваме ништо ново, него се обидуваме и како држава и ние како компанија да ги имплементираме тие европски практики тука во нашава држава. Зошто? Затоа што во самите преговори кои што нели сакаме да почнеме да ги оствариме со Европската унија, ќе се постави и прашањето за менаџирањето и како ние како држава го третираме отпадот. Бидејќи тоа станува се поактуелно, особено последните 5-6 години со климатските промени и така натаму, значи со сончева енергија, загадување, укинување на затварање на нуклеарки во Германија, нели имаше затвара рудници за јаглен и така натаму, станува се поактуелно и третманот на отпадот станува се поактуелен и затоа да се третира соодветно и затоа тие напредни земји велат дека треба одреден процент од она што се генерира како отпад од пакување на пазарот да се собере и да се однесе на рециклирање. И тие се викаат национални цели, кои што се одредени со закон, и тие национални цели ние мораме да ги исполнуваме за да имаме таа дозвола која што имаме добиена од Министерството за животна средина. А пак за тие национални цели нашата држава одговара кон европските комисии. И сега ние како држава, ако не ги оствариме тие национални цели, цели, што се случува тогаш? Тогаш се плаќаат пенали. Кон Европска унија? Кон Европската унија, да. Тоа се Чи ако не сме дел од Европска унија? Па ако не сме дел, нема да плаќаме пенали, но меѓутоа чим ќе почнеме со преговори со Европската унија, тогаш ние ќе почнеме да ги плаќаме тие пенали и многу важно е да се напомене дека ако во 2012 година сме требале да собереме 12% од пуштениот амбалажен отпад на пазарот, оваа година треба да собереме 65%. Сега тие цели се и цели на европските земји. Значи нас нема да не чекаат кога ќе влезем, кога ќе почнеме да преговараме, ај сега вие почнете од 12%. Одма ќе бараат од нас 65%. Затоа не можеме да бидеме инертни и да не гледаме сериозно на тоа прашање, бидејќи ние мораме да одржиме кондиција и покрај тоа што да, затоа што тоа е долгорочен процес, мислам. Да, тоа е долгорочен процес и покрај тоа што нас сега не прашуваат, меѓутоа не плаќаме казни, не плаќаме пенали, исто и за загадувањето на воздухот. Значи ние сега имаме не знам колку 200-300 дена
над дозволените PM10 честици и не плаќаме казни. Меѓутоа, кога ќе станеме дел од Европската унија, за тоа ќе се плаќаат казни. Така пенали, ние треба уште сега да почнеме да се адаптираме, да се прилагодуваме. Не да размислуваме, него да преземеме него да преземеме мерки за да ги исполнуваме тие некои цели и да видиме кај сме, што сме, дали можеме, ако не можеме да бараме начини како тоа да го оствариме, бидејќи тука нема тука извинување. Тоа мора да се остварува. Значи, ако сватив добро, моментално, конкретно за националните цели, тоа што беше дека 65% од целиот отпад што е пуштен од сите производители на пазарот, треба да се собере за рециклирање. Па во Македонија се пуштаат негде околу 109.000 тони амбалажен отпад. Не можам да замислам кога е тоа една планина. Не можеш да замислиш, еве на пример, сега да земеме дека еден шлепер натоварен тежи 20 тони. А во Македонија се пуштаат 109.000 тони секоја година. И тоа е многу малку во споредба со европските земји, бидејќи ние како нација генерираме многу помалку амбалажен отпад од развиените земји каде што има поголеми потрошувачки навики, повеќе купуваат производи и повеќе отпад се генерира. Например, кај нас по глава на жител се генерираат негде околу 70 од 50 до 70 килограми годишно. Европските земји тоа од 150 килограми па нагоре, така да 2 до 3 пати. Сега, од тие 107-109.000 тони, тие што се пријавени во системот на Пакомак, бидејќи не е само Пакомак ваква компанија, има уште две помали компании, тие фирмите што го пријавуваат во нашиот систем, минатава година пријавија 49.000 тони, значи скоро пола од пријавените се во нашиот систем, ние треба да собереме 65%. Сега 65% е сериозна бројка која што треба да оствариме, да организираме собирање на 25-6-7-8.000 тони амбалажен отпад. И од година во година таа количина се зголемува, бидејќи процентот се зголемува. До година тоа ќе биде 67,5%, 67,5 ќе биде. А какви се резултатите до сега од кога почнале да се имплементираат овие национални цели? Дали всушност може да се измери тоа, претпоставувам дека е доста комплицирано, затоа што мислам ќе зборуваме и нели која улога има Пакомак, дека не зависи целиот системот од Пакомак. Да. Види, тоа не е воопшто комплицирано да се измери, бидејќи тоа кај нас го прават секоја година. Значи ние за секој собран отпад, дали од контејнерите, дали од повратните вендинг машини, дали комерцијален отпад е оној кој што се собира од трговските центри, дистрибутивните центри, тој што не завршува кај населението, тој што завршува од фирмите во кругот на нивното работење, тој се вика комерцијален отпад. Тој се евидентира на посебна документација која што е усогласена со законот, тоа се вика транспортен формулар, и тој транспортен формулар се заверува од оној кој што го генерира отпадот, збориме како е компанија, ако е население, ако е контејнерите, се заверува од општината каде што е собран тој отпад, зависност од која општина. Потоа го заверува транспортерот кој што го транспортира по налог на Пакомак, дали е јавно комунално претпријатие или приватен оператор кој што има дозвола за транспорт на таков отпад, и крајниот поседувач, односно кај завршува тој отпад. И тоа е документирано, и ние такви транспортни формулари имаме за секој еден транспорт на отпад. Значи, над 30-40 мора да... Секој камион, дали собрал 100 кила, дали собрал 1 тон, мора да се евидентира, мора да се пријави, и контролата што ја прави независната ревизија на нашето работење, што ја правеше и Државниот завод за ревизија, и што ја прават и другите надлежни органи од управа за приходи и така натаму, најмалку еднаш годишно, ги евидентираат тие податоци и таа документација, и гледа дали се што ние сме што сме собрале е документирано и дали завршило онаму каде што треба да заврши, односно во фабриките за рециклирање. Така да се е документирано, тоа е процес кој што трае може 1 месец, таа контрола, и на основ на таа евалуација
и ние правиме годишен извештај, нели? На основ на таа евалуација ние потоа, односно Министерството, ние продолжува дозволата за работа, бидејќи она што ние имаме таа дозвола не е вечна. Значи, нашето работење се следи, дали од година во година ги исполнуваме тие национални цели. Ако 2 години поред не ги исполниш националните цели, дозволата ти ја земаат. Значи, треба надлежните органи. 100% да се, мислам, година вако е 65%, треба 65% Треба да се... 65% најмалку да тоа организираш, да се собере амбалажен отпад и истиот да се однесе на рециклирање. Мене ми е малце чудно затоа што мислам дека имам видено нека бројка, се можна е грешна, дека нешто како само 2% од отпадот се рециклира во Македонија. Може е позастарена статистика. Не, види, тоа не е застарено, не. Ама најверојатно нели има друг отпад што не е амбалажен отпад. Пример, градежен отпад не спаѓа во амбалажен. Градежен отпад не е наша надлежност, не е наша надлежност на градежниот отпад. Надлежност на пакомак е само отпадот од пакување. Сега тоа што си го прочитала како 2% дека се рециклира во нашава држава, не можам да кажам дали е точно или грешно, меѓутоа е многу блиско веројатно до реалноста. Затоа што доминантниот број, најголем број на количини на отпадот што ние го собираме и што се генерира во нашава држава и што го собираат и неформалниве собирачи, социјално загрозениве категории, завршува надвор од државата, за жал. Значи, порано имало капацитети за рециклирање. Стаклара работела, така, па тука се преработувало стаклото. Комуна имаше фабрика за рециклирање, така на хартија. Тоа веќе не работи, значи фабриката за хартија има фабрика за рециклирање на хартија во Кочани и таа имаше проблем затоа што целиот тој процес на рециклирање е многу скап, многу комплексен, бара количини на суровина, она што треба да го рециклираат е суровина за тие рециклатори. И сега тука станува збор за економија на обем. Значи, ние како мал пазар, да кажеме, за такви големи капацитети, отпадот кој што ние го собираме, некои 29-30 илјади тони амбалажен отпад, тука има, значи, хартија, има пластика, има стакло, има алуминиум, има метал, има дрво, има дрвени палети, е многу малку за еден таков капацитет да работи барем 8 сати во секој ден. Така. И затоа таа економија на обем вели дека такви капацитети може да функционираат, значи ако работат со полн капацитет и таму каде што ние најблиску го носиме, бидејќи и тој отпад кога треба да го транспортираш, транспортот е многу скап. Значи. И се ние во околните земји го носиме тој амбалажен отпад. Во Бугарија, во Србија, во Грција. Да, ова не е едно од прашањата што често ги добиваме, затоа што... И тоа таму што се носи е документирано. Значи ние знаеме секој камион што излегол, што е собран од пакомак, каде завршил, во која фабрика во Бугарија, во која фабрика во Србија, во која фабрика во Турција, во која фабрика во Грција и кој тип на отпад, бидејќи тие 65% не се само да собереш отпад, него треба да собереш и по категорија на отпад. Значи колку проценти хартија, колку пластика, колку стакло, колку алуминиум, колку метал, колку дрво. И тоа е вкупното треба да даде 65%. И сето тоа е документирано, така да треба да се споделуваат информации, ние сме транспарентни. Мислам дека во оваа област фали уште во нашава, значи за екологија во областа фали уште многу транспарентност, да се луѓето да се едуцираат. Да. Каде, што завршува, што треба да се прави, што се прави, кој што прави, зошто не прави и најтранспарентно за да знаеме едноставно да се подобруваме. Да. Така да не можеме да имаме совршен систем како некои земји што има високо совршен систем, меѓутоа треба да работиме на тоа и да се подобруваме во секој чекор. Да. Сега веќе ти спомна многу нешто што сакав да те прашам. Добро се, увод направиме некој, па после ќе одиме и во детали. Да. Сакав, ако може да ни објасниш, од најпочетната точка што е поставување на самите контейнери до моментов кога завршуваат во друга земја на рециклирање, мислам кога завршува отпадот, за кои од тие сегменти е
одговорен пакомак, а за кои сегменти не е одговорен пакомак и кој друг е одговорен. Мислам дека исто за тоа имавме многу прашања, нели го имаме моментот на поставување на инфраструктура, па селектирање луѓето што го фрлат отпадот во контейнерите, потоа имаме собирање и тек на крај рециклирање. Значи тоа се некои 4, не знам дали пропуштив нешто. Па прво Каде влага тука пакомак и кои ги покрива другите области? Прво под инфраструктура се подразбираат садови, за тоа да им појасниме на гледачите, слушателите, се подразбираат садови за собирање на амбалажниот отпад. Тука стана збор за канти, контейнери, машини, начин како да се собере инфраструктура, велиме, како да се собере тоа амбалажен отпад. Сега, пакомак треба, како компанија, треба да најде начин како тој отпад да го собере. И сега исто тука ние не измислуваме топла вода, значи ние членуваме во организации кои што ги обединуваат компаниите како пакомак на европско ниво, најдобрите компании по една од секоја држава, членуваме во 2 такви организации на европско ниво, кои што функционираат веќе 40-50 години, и таа светска пракса вели дека треба да се поставуваат контейнери за селективно собирање на амбалажниот отпад. Значи жолти контейнери за пластика и за метал, сини контейнери за хартија и зелени контейнери за собирање на стакло. Во некои понапредни земји стаклото се собира во различни контейнери, има бел, кафен и мислам дека е зелен. Значи бидејќи уште од самиот почеток на фрлање на стаклото, населението да го фрла во соодветната боја, бидејќи имаме бело, кафено и зелено стакло. Кај нас тука го собираме во и тоа е, значи тоа е начин како ќе се организира целиот систем. Да. Меѓутоа тоа го организирате вие. Тоа го организираме и ние како колективен постапувач во координација со надлежните органи, значи сепак треба и сепак е и тоа на јавна државата површина. тоа да го одобри, значи и јавна површина и со општините и со надлежните институции. Сега, пакомак значи поставува инфраструктура за собирање на тој амбалажен отпад, меѓутоа во законот кој што го спомнавме на почеток за управување со пакување за проширена одговорност, вели дека треба и општините да учествуваат заеднички со колективниот постапувач во поставување на таа инфраструктура. Значи тука они да постават дополнително? Дополнително. Значи ние треба да седнеме во пракса, тоа значи дека ние треба да седнеме со секоја општина на маса. Прво треба да имаме договор. Ние имаме договор со од колку се 86, 7, 8 општини, ние со 70 имаме договор подпишан за соработка. И треба со секоја општина да седнеме на маса и да им кажеме, ние оваа година вашата општина планираме да инвестираме, да поставиме 100 контейнери. Вие треба да поставите 50, 20, 100, 200, значи да видиме да се направат подолгорочни планови. Дали тоа се случува во реалноста? Тоа во реалноста, тоа првите години не се случуваше во реалноста, затоа што тоа беше ново и за општините и покрај сите комуникации, едукации и така натаму. Сепак тоа беше ново и за јавните комунални претпријатија и за општините. Како одминуваат годиниве, морам да кажам дека некои посвесни општини тоа го прават и на сопствена иницијатива, дури и самите инвестираат и без пакомак во инфраструктура. Меѓутоа ние кога ќе видиме такво нешто, па ние дополнително помагаме и учествуваме заеднички со тие општини, значи во поставување на инфраструктура. Значи тоа е едниот дел што го прави пакомак. Дополнително може да се поставуваат канти, значи не се само контейнерите, дополнително се и кантите кои што во оние не хартиени, него канти во куќите, оние што се од 120 мали од 120 литри канти, бидејќи има население, има куќи каде што контейнери нема по улиците, тога се собира значи во кантите, така. Значи тоа исто можеме да го треба да го поставиме, го правиме во соработка со општините, значи да поставуваме садови. Потрошувачите директно или тоа со општината има? Види, тоа е ствар на договор со општината. Порано, кога ги поставувавме контейнерите и ги дававме како на поклон на општините,
нема, значи мака мачевме. Немавме никаков фидбек, немавме никаква Што се повратна случува, реакција да. што се случува, да не речам баш им беше гајле на голем дел од општините. Дали контејнерот се скршил, дали не се Дали се скршил. испразнил, Дали се испразнил, дали функционира, бидејќи па празнењето е обврска на општините, за жал, согласно законот, има тие ексклузивно право тие да ги празнат контејнерите што се поставени на јавните површини, се уште. Добре. Сега со промената со законот за проширена одговорност, таа можност не им се ускратува, меѓутоа постои можност и Пакомак некој друг. да организира собирање на тие контејнери, меѓутоа сепак во договор со општината. Така, сега ние тоа го правиме со оние општини кои што немаат опрема да ги сервисираат контејнерите што ние ги поставуваме, подпишуваме договор со јавните комунални претпријатија со општините и ние ги празниме тие контејнери. Дали ме праша дали кантите ги плаќа населението. Значи тоа е еден добар модел со некоја символична сума во сметката на јавното кој што ја плаќа за јавните давачки и граѓаните, да им се постави канта да плаќаат 50-60 динари месечно за 2 години да се исплата таа канта и тогаш во секоја куќа да има канта за собирање на амбалажниот отпад. И не мора да има многу канти, може да има една за амбалажен отпад, една да има за друг органски отпад. А потоа амбалажниот отпад дополнително да се селектира. Тоа го правиме, значи со општините. Има општини свесни кои што значи сакаат тоа да го прават. Да, иницијативно. Не се мали инвестициите, меѓутоа мора да почнат да си одвојат во буџетот, да си планираат во буџетот средства за такви инвестиции, бидејќи тоа е иднината и тоа ќе мора да го правиме заедно, да го прават заедно со Пакомак. Онаму каде што гледаме дека нема никаков интерес од страна на општините, тоа што беше порано зборно пред 10-12 години, со тие општини ние не сакаме да соработуваме, затоа што целата опрема што ја поставуваме не водат грижа и се уништува, а тоа се средства на крај на денот од компаниите кои што плаќаат во нашиот систем, односно средства од граѓаните, така. И сега тука ми доаѓа прашање, вие пример за да ги остварите за да се остварат националните цели, мора да има соработка, што ако не соработуваат, се оневозможува тој сегмент. Најверојатно мал дел на општини се што Види сега, порано не дека не соработката значи што порано не заинтересираност. Едноставно ти викаш што сакаш прави. Само не ми давај мене обврски. Пошто многу имаме работа, се зборам за некои комунални претпријатија, многу имаме работа, што сакате правите, не ни давајте нас обврски. Ама сега ние што сакаме не можеме да правиме, прво треба да подпишеме договор за соработка. И тој договор ќе се влечка цела година, 6 месеци. Значи треба да има волја и иницијатива малци од страна на таа администрација, да кажам, јавна администрација. Да, затоа што зависите едни од други, не би функционирал процесот и они без вас ни. Да, сега оние кои што не сакаат веќе, значи мислам дека лошо ќе им се одрази кај населението кој што живе во самата општина, ако нека општина изричито рече дека не сака да соработува со компанија како Пакомак и со Пакомак, затоа што тоа ќе се види зошто на пример сега во една општина нејзина соседна да има контејнери за селективно собирање на амбалажни отпад, во таа да нема. Ќе не прашаат, ќе кажеме и тоа не е добра за репутацијата на самата општина, така да општини што не сака да соработуваат нема, меѓутоа се уште можам да кажам дека збориме, едуцираме и со некој макамачиме да профункционира тој систем, бидејќи едноставно знаеш немаат сенс, немаат не се доведени за општо добро, не се доведени до тоа ниво. Маат победни. Мислам дека и не се можда, гледаат на нивната функција, јавна функција како нешто краткорочно, така? Не се свесни дека ќе поминат 4 години, 5 години од мандатов, па тој следниот нека мисли што ќе прави, така да не гледаат како нешто долгорочно, не гледаат за општото добро на околината во која живеат, меѓутоа ние сме тука да ги едуцираме и да збориме и да им кажуваме светски пракси. Како функционира и како треба да функционира и што нив како општина
ќе ги очекува во следните 10 години, 10 години. ако не го направат сега тоа што ние им го велиме дека ќе го направат, што треба да го направат. И сега покрај тие контењери, што прави друго пакомак, значи од кога ќе се постават, од кога ќе се постават контењерите, го собираат општините ги собираат, меѓутоа во 99% ги собираме ние со нашите возила и со нашите партнери и во неколку општини во соработка со нивните јавни комунални предпријатија. Од кога ќе се собере тој амбалажен отпад, пакомак од своите средства, кои што ги наплаќаме од компаниите, ако што се наплаќа од граѓаните, го плаќаме трошокот за собирање. Значи ние со средствата кои што ги наплаќаме и го покриваме трошокот за собирање, бидејќи тоа е голем трошок, значи камиониве да вртат, да поминуваат, да собираат и така натаму. Значи ние го контролираме тој систем, даваме налог што да се празни, кога да се празни и на основ на извештаите го покриваме, го плаќаме тој трошок, дали е јавно комунално предпријатие или приватен оператор и гледаме тој трошок да биде што е можно помал, за да можеме со цените кои што ги плаќаат компаниите, да ни буџетов да ни стигне кој што, значи за да можеме да го покриеме и тој трошок. И одреден дел, значи некој 10 на 15% од нашиот буџет се трошат тоа се средства за едукација, маркетинг, значи бидејќи залудно ставаш ти контењери, ако не ги едуцираш луѓето. Да, ако нема кој да ги користи. Така. А откако ќе е собран отпадот, вие се договарате каде ќе се извезе, во која земја, вие склучувате договор? Откако ќе се собере отпадот, дали е јавно комунално предпријатие или приватен оператор, ние учествуваме и во процесот за крајната дестинација каде тој отпад ќе заврши. Ова мислам дека ги мачи многу луѓе, барем од прашањата што ги добивме, затоа што мислам една работа имавме некои слики добиено дека виделе луѓе од пред зграда кај што пример од контењери од пластика и од хартија се празни во истиот камион и тоа пример многу луѓе си имаат, мислам една слика таква да излезе, луѓе мислат дека само тоа се случува и ги обесхрабрува, а другиот момент е дека не се сите сигурни дека не завршува тоа на депонија, него завршува каде што треба. Види се. Значи на почеток имаше такви случаи. Зборам на почеток пред 10 години, 11-12. Од овие што ги збориме дека баш име гајле, само колку за да кажат дека нешто прават, со истиот камион, празни ги контењерите за кој што некој се потрудил и го фрлил амбалажниот отпад. И имаше такви случаи, знам дека имаше, реагираа, меѓутоа сега можам да кажам и тврдам дека се помалку има такви случаи, а веројатно и веќе ги нема. Затоа што ние активно го следиме тој целиот систем, како функционира, имаме технологија, имаме извештај и знаеме која бар оние кои што соработуваат со пакомак, 99% се такви, знаеме што собираат, од каде собираат и каде тоа завршува документирано. Значи може мирно да спијат граѓаните. Да, може, види се, ние генерално сме општеството наше е да сме критичари. Да. Само мислам негативни дека работи. Мислам дека се што е поврзано со државни институции има скептицизам и доза на недоверба и ја ги разбирам граѓаните, затоа што голем дел од јавните предпријатија и така натаму не се ја вршат работата што треба да ја вршат, така. Но нели затоа сега да не влагаме во политики, ами има избори, има и тука затоа ќе се менуваат властите, значи партиите, владите, се додека не добиеме нешто што функционира, тоа што функционира, па треба да го поздравиме и треба да видиме некогаш и некоја позитивна слика како некој камион, дали од јавно комунално предпријатие или од приватен оператор, како го собира амбалажниот отпад и да се едноставно да се, бидејќи еве сега со машини ве гледам доста слики како децава или некои возрастни, знаеш, ги користат машините, тоа е убаво, супер, меѓутоа еве и тој скептицизам како на пример да се побие со позитивни примери. Така да она што е собрано да не се грижат, она што е собрано
не завршува на депониите во нашава држава, туку завршува во фабриките за рециклирање. Тоа што може најблиските фабрики што во најблиските, тоа што може да се преработи, има одреден мал процент на пластика се преработува во нашава држава. Меѓутоа се еден тие 2% што ги спомна, се друго завршува надвор во фабриките за рециклирање и документирано, транспарентно, така да секогаш секој може да се обрати, да ги побара тие информации, ние тие во вид на годишни извештаи ги доставуваме. Мислам дека треба во Министерството за животна средина, моје лично мислење, тоа малце потранспарентно да биде, види. Да, и тие да известуваат, не само вие. Да известуваат, можеби на нивниот вебсајт треба да биде тоа некако поорганизирано, потранспарентно, за да може секој со 2 клика да стигне до таа информација. Да. Што е? Во нашава држава мислам дека фали транспарентност, барем во ова ние што ние го работиме. Да, така и повеќе граѓани ќе се мотивираат да го користат тоа што го има. Па да. Ќе знаат дека тоа што го прават не го прават залудно. Да. И ќе ги опоменуваат другиве што тоа не го прават да почнат да го прават. Да. Времево поминува многу брзо, имаме уште помалку од 15 минути. Што збориш? Да, има многу за зборување на темава. Па, еве може да покриеме некои прашања од публиката, така со пократки одговори. Едно од прашањата што го добивме, нели од, мислам дека од 2021 почнавте да поставувате вендинг машини, во кои може да се рециклираат пластични шишиња и лименки. Сега прашање што добивме е на мапава што е со контейнери, луѓето приметиле дека има помалце од жолтите контейнери и од плавите, а има многу за стакло и исто така има вендинг машини. Па прашањето е како одлучивте да има вендинг машини наместо повеќе жолти контейнери, затоа што пример во вендинг машините не може да се рециклираат, не знам, шишиња од шампони или други типови на пластика. Па каде граѓаните веќе може да, мислам, која е идејата и каде ќе може да се рециклира таа друга пластика, затоа што граѓаните сметаат дека нема доволно такви жолти контейнери каде што можеше, нели, повеќе видови на пластика да се ставаат. Да. Па види, ние како што собираме стакло, собираме и пластика, метал и хартија. Ние во нашава држава имаме поставено 1750 контейнери за селективно собирање. Од сите вкупно. Од сите вкупно, од кои што негде околу 1300-400 се за стакло, другите 400-500 се за пластика и за хартија. Значи многу е помалку за пластика, помалку за хартија, повеќе за пластикото. Зошто? Затоа што на почеток сите контейнери кои што ги стававме на јавна површина, на улициве, неформални собирачи се социјално загрозени категории кои што празнат, земаат од контейнериве шишиња пластични и ги препродаваат, ги кршеа, ги уништува и ги палеа тие контейнери. Сега, ти кога нешто сакаш да направиш за општо добро, така, а и да ти врши, а инвестираш во нешто, а и треба тоа да биде во функција, односно поставување на тој контейнер, не можеш тоа бесконечно да го правиш. Контейнерите за стакло, за среќа, бидејќи стаклото нема вредност во нашиве простори, не само во Македонија, тој неформален сектор не го собира. Сме се обидувале многу пати и со јавни институции, со државата и со општините, тие неформални собирачи да ги формализираме, да ги едуцираме, меѓутоа не можеме сами да го направиме тоа. Тука стана збор за армија од 2-3-5 луѓе и тука треба да застане и државата и тоа е посебна програма која што знаеме како треба да се сработи, меѓутоа е процес кој што ќе трае можеби 10 години. Од една страна да ги едуцираме тие луѓе, да ги формализираме, пак да ја работат таа работа, ама да не прават штета, да видат бенефит од тоа што го прават. Да, и тие да си имаат регулиран работен однос. Сега, заради тие вандалски чинови, ние почнавме тие контейнери за пластика да ги правиме железни, па со бетонски постаменти околу да не се превртуваат и се 3 пати поскапи од овие кои што се пластичниве. Меѓутоа се функционални. Сега бидејќи Пакомак нема неограничен буџет, ние не можеме да поставуваме колку сакаме контейнери, малку по малку
поставуваме контейнери колку што ни е буџетот. И сега во изминативе години ако стававме контейнери за стакло повеќе, сега нашава држава е, да кажам, солидно покриена со контейнери за стакло. Да, за стакло. Во иднина наистина има ќе доста. почнеме да поставуваме и од жолтите контейнери, а паралелно со нив ги поставуваме и повратни вендинг машини, кои што е во последниве 2 години се Да, има покажа доста како заман. одлична алатка за собирање на пластичните шишиња и лименки. Сега совете за оние кои што не можат шишињева да ги фрлат во машините, да ги фрлат во оние контейнери жолти кои што ги има во нивната општина. Има во општиниве, не е дека нема, меѓутоа за жал во на пример некоја општина како Битола, Прилеп, Кочани или не знам Берово нема доволен број, меѓутоа сепак има и некој ако сака да го фрли тоа таму ќе го фрли, ако не му е тешко. И ќе треба да се работи заедно со општината, да се побара од општината, канти да им се постават на тие луѓе во нивните дворови, во тие канти да го фрлаат тој отпад, за ние потоа заедно со општината да собереме, да организираме собирање на тие канти за отпадот да не завршува на депони. Значи, постои систем, постои начин, меѓутоа треба заедно со општините, соработка и со населението. Меѓутоа нема тргнато контейнери. Мислам, идејата не е да престанат да се ставаат, само се гледа нели да се најде некој баланс. Идејата не е да престанат да се ставаат, идејата е да се зголемува бројот на тие контейнери, а во соработка со општините, јавните комунални предпријатија да се чува да не се оштетуваат и да бидат во функција. Тоа е идејата. Значи, за да можеме ние да имаме, бидејќи тоа е ставено за општо добро, тоа е во сопственост на Пакомак, меѓутоа треба да има општествена функција тој контейнер, така и сега треба таму кај што сме го ставиле да биде функционален, да се полни и да се празни. Сега некој онаму каде што општините ги празнат, не ги празнат, па реагираат граѓаните, мислат дека Пакомак треба да ги празни, така? Контейнерите за стакло ги празни Пакомак во цела држава. Значи, Така тоа да е контейнер за битен стакло, момент, контейнер за стакло Нема во државата не може да видите полн и нефункционален, бидејќи ние ги празниме. А дали во иднина може да се случи вие исто така да станете одговорни за празнење на на за жолтите, за пластиката и за хартијата. Ние сакаме да станеме одговорни и бараме да станеме. Конкретно пред 2-3 месеци до град Скопје поднесовме барање, Пакомак да биде одговорен да ги празни жолтите контейнери и плавите контейнери. Уште чекаме одговор. Значи поднесовме барање со наш предлог за како тоа би функционирало, да има бенефити градот, а да функционира системот на крај на денот на жителиве на Скопје да им биде возможено да ги користат тие контейнери, да не се полни. Истото тоа се случува и со другите општини. Онаму каде што имаме поставено жолти контейнери и сини, во голем дел од надворешноста, значи другите градови, ние ги празниме и се обидуваме што е можно без никакви проблеми да функционира тој систем. Онаму каде што има контейнер, а јавното комунално го преместило, ако не знаеме, ако некој граѓанин не јави, ќе го ставиме во нашиот систем за евиденција и тој ќе биде испразнет. Претпоставам дека моментално бројот на контейнери што е поставен е се уште доволен за остварување на тие национални цели. Затоа што како што се зголемуваат, мора да има и повеќе контейнери, така нема бегање. Бројот на контейнери сега што се ставени во функција е доволен, меѓутоа нема да не биде доволен за целите што ни следат, бидејќи во 2029-2030 година треба да собереме 90% конкретно од пластичните шишиња што се пуштаат. Затоа треба паралелно да ставаме и од другиот пластичен отпад или само од шишињата? Од пластичните шишиња, а од другиот пластичен отпад исто се високи целите, некои 60-70%. Збораме за шампони, дертергенти, шампони, фолии, пластични, целофани и така натаму. Така да иднината во оваа наша работа е поставување на контейнери и паралелно поставување на повратни вендинг машини, она што го правиме сега во општините, во маркетите. Тоа со машините е многу скапа работа, меѓутоа дава одлични резултати и е многу функционално. Еве да кажеме за гледачите на вашата емисија дека бројката од 30.000 корисници на тие вендинг машини во 11 општини е надмината, значи имаме негде околу 32.000 корисници
И пред еден месец направивме џубилеј од собрани 10 милиони шишиња во тие вендинг машини. Така да оваа година, до крај на годината очекуваме значи за 2 години 10 милиони шишиња, до крај на годината очекуваме да собереме уште 5 милиони, така да бројките растат. И тоа е општо прифатено и се надевам дека ќе се прифаќа се повеќе и повеќе таа инфраструктура која што ја поставуваме низ нашава држава. Супер, времето ни истече. Јас се надевам дека ќе имаме можност да организираме уште една епизода да се домоветиме. Фала ви за целиот процес што го организирате и што возможувате да може да се рециклира во Македонија. Јас само од моја гледна точка би спомнала затоа што ние тоа целиме кога ние Сфрлес, прво да се цели да видиме што може да се намали како отпад, па после тоа што не може да се намали да се рециклира, затоа што рециклирањето не е совршен процес и има таму загуби и слично има не стигнавме ни до тој дел да објасниме колку е всушност комплициран процесот на рециклирање. Да. Види, ќе треба да направите уште една емисија, бидејќи темава за ова е само почеток сега што го зборевме. Темава за рециклирање секогаш е кратко времето. За рециклирање и ние можеме да збориме и 5 сати за ова, да ги дискутираме европските пракси кои се и така натаму. Така да би било добро да имате уште некоја емисија. Јас радо би дошло како гостин во таа емисија да споделиме и европски практики со вашите гледачи. Она што сакам да кажам за крај, дека е тоа што во иднина, во следниве 5, 6, 7 години ќе треба сите како граѓани на оваа наша мала држава да се потрудиме отпадот, амбалажниот отпад особено, да не завршува на депонија. Затоа што тоа ќе ни го наложат и европските комисии, и европските стандарди, и секое парче на амбалажен отпад што таму ќе завршува, ќе представува трошок за општината во која што живеат тие граѓани, ќе треба од свој джеб да го платат тоа. Така да, уште сега, настрана заштита на животната средина и така натаму, бидејќи тие депонии не се соодветни како што треба да бидат. Во сите европски земји на депонија завршува само инертен отпад. Градежен шут. Тој што не може да заврши на друго место. Тој што нема дури во некои земји и тој се преработува. Така да се што може да се преработи, треба да се преработи и да заврши дали на селектирање, дали органскиот отпад за енергетско искористување, значи за да се добие електрична енергија од него. Далеку сме од тоа, меѓутоа ако сите мислиме дека треба да се направи тоа, многу полесно ќе го направиме како држава. Фала ти на споделените информации, на транспарентноста за се што сподели и се гледаме во наредна прилика со дополнување на оваа епизода. Ви благодарам и на вас за поканата и во вториот дел ќе се видиме и ќе продискутираме понатаму. Фала ти.